Благодарам, председателе, почитувана министерке, почитувани колеги пратеници. Дозволете најпрво да го поздравам носењето на овој, односно праќањето на овој закон од страна на министерката во собранието по редовна постапка, нешто што ретко се случува и нешто што нема да влезе во извештајот на опозицијата како закон кој што ќе се носи по скратена постапка и како закон кој што ќе се третира на начин како што досега се третираат останатите закони. Тоа е за поздравување. Веднаш да го кажам нашиот став дека ние ќе го поддржиме ова законско решение, но секако дека имаме одредени забелешки. Не сакам да се навраќам и да се повторувам со претходно кажаното од страна на колешката Ангелина, но сакам да потенцирам дека кога носите некако одреден закон и право, тоа право треба да важи за сите и затоа се вели правичност за сите. Ова е една можеби од најтешките ресори, каде што се решаваат прашања за екзистенција на огромна група на граѓани кои што се или лица со попреченост или со разни квалификации медицински и тие лица навистина многу тешко живеат. И кога веќе како министерство и претходно сте се пофалиле во јавноста дека многу сте направиле, тие лица требало тоа да го почувствуваат. Но гледате во јавноста, претпоставувам следите и слушате, дека секојдневно се жалат, особено родителите на децата со аутизам, лицата со аутизам, слепите лица и многу други случаеви кои што секојдневно излегуваат во јавноста, особено после појавувањето на корона кризата, па гледавме луѓе кои што се жалеа и не беа опфатени со четвртиот пакет на мерки. Имавме и ние некакви амандмани, но за жал беа одбиени. Значи тоа овие законски решенија, почитувани колеги, почитувана министерке, некој сака да се обиде да прави политичка кариера, не мислам на вас, политичка кариера и политички поени на нешта, на некакви права на кои што природно им припаѓаат. И мојата поента е дека доколку веќе носите законско решение, треба да ги опфатите сите. Ние имаме одредени забелешки, но сметам, бидејќи е поредовна постапка ова законско решение, како што ќе ни дозволат условите, да направиме една јавна расправа, имаме простор, имаме време, бидејќи е поредовна постапка, да ги слушнеме здруженијата и сите оние кои што ќе бидат и се засегнати со ова законско решение, и зошто да не направиме подобрено законско решение. Предпоставувам дека и вие се стремите кон тоа. Но мене не ми е јасна вашата првична анализа, не ја видовме ние како пратеници, сеопфатна, детална, функционална. Како дојдовте до бројката 200? Како е дојдено токму до бројката 200? Кажавте дека претходно користеле 180 и нешто, 180, 2 години. Но тука може би треба да направиме, односно да направите поголема кампања, не само пиар на лицата на владата, услугите кои што ги дава владата, треба да бидат повеќе кампањски запознаени лицата на кои што им се однесува. Некои се слепи, некои се глуви, некои се наглуви. Тие не се ставени во ова законско решение, а би требало. Има во државите во светот начини како, знам дека е проблем да се пријават лични асистенти, но треба да ги видите моделите како светот ги решава овие проблеми. Прво нивно колку се платени, дали ќе бидат вработени. Иако рековте дека ресорот образование точно не е ваш ресор, но тука се преплетуваат правата на децата со посебни потреби и кога сте го изработувале ова законско решение, сметам дека требало и со ресорот образование да се види, затоа што знаеме дека имаше и образовни асистенти, па слушнавме колку има проблеми со тоа, па слушнавме колку многу образовни асистенти се откажа.
најеклатантен пример е во општина Карпош, над 70 и нешто фалат, недостасуваат образовни асистенти. Значи, има начини, само требало да се изанализира како државата да го реши ова прашање. Дали ќе се вработат и колку ќе бидат платени. Ако се по 7.000, како што беа платени образовните асистенти, нормално е дека ќе се откажат. Ова работа не е лесна работа. Да се разбереме. Значи, многиот друга работа и ја напуштаат, несоодветно платени. Мене ми е прашањето, кога велите дека личниот асистент, нели, детето од 6 години ќе има личен асистент. Така е предвидено во сегашното законско решение. Сега, дали личниот асистент, значи правиме пример, замислуваме ситуација, која што е реална во секојдневниот живот. Личниот асистент го носи детето до училиште, така? Таму во училиште, детето кое што, видете, донесовме закон за основно образование, кој што е задолжително, а за лицата со попреченост и нели во тоа законско решение инклузивноста е, иако ние се кажавме дека не може да се спроведе на дело ова законско решение, гласавме секако. Сега како? Образовниот асистент го превзема во училиштето. Говориме за детето од 6 години, кое што ќе оди во училиште. И дали тие два асистенти, ова е практична ситуација, која што ќе ја има доколку се изгласа законското решение, која што ќе ја има секојдневно. Дали тие два асистенти, доколку ги имаме, и образовен, и личен, ќе комуницираат помеѓу себе, ќе се познаваат и ќе знаат за потребите на детето кое што тие му помагаат. Говориме за два вида на асистенти. Прашање е дали воопшто во државата имаме толку многу. Од овие причини сакав да кажам дека ова законско решение не можеме и да сакаме да го гледаме настрана од Законот за основно образование. Затоа што донесовме закон за основно образование кој што прави целосна инклузија на сите деца, на сите категории. Ние тогаш говоревме, да, во ред, се согласуваме, но ги имате ли условите? Во голем број на училишта ги нема, физичките услови, а да не говорам за образовни асистенти. Ги спомнавте дневните центри. Значи, кажавме бројка од над 3400 деца кои што имаат потреби, специјални. Дневните центри, почитувана министер, ќе работат до 14 часот. Еве, дневниот центар кај мене во Свети Николе работи до 14 часот. Да, точно е тоа, имаат стручни лица кои што врз основа на посебната потреба на детето, таму се згрижуваат, но што после 14 часот? Дури има лица кои што имаат нели законско право да ги користат услугите, односно и средствата финансиски до 65 годишна возраст. Ама што после 65 годишна возраст? Значи, кога веќе го отвараме прашањето, дајте да ги видиме сите категории. Апсолутно сите кои што постојат. Вие велите дека можеби и ќе правите и нова класификација на категоризацијата, така? Ајде и тоа да го видиме. Може би е потребна. Значи, нерамноправен третман на слепите, исто така, во однос на другите инвалиди, кога се во прашање, да речеме, помагала. Многу имаме категории кои што нема да бидат опфатени. А зошто да не бидат? Ако веќе го отвараме, можеби ќе треба да комплетно да го отвориме целиот закон. Нов закон, нови класификации. Анализите јас, еве не ги видов. Како дојдовте до тие 200? Зошто не се 400? Дали воопшто имаме во државата ние интерес од граѓаните да бидат лични асистенти?
а каде се образовните. Не можеме тоа да го гледаме независно едни од други. Зошто веќе имаме пример од образовните асистенти. Се откажуваат. Беше тоа како некоја децентрализирана надлежност дадена на локалните самоуправи, дел можеа да платат и тоа 7.000 денари, дел не можеа да платат и нормално се откажаа. Значи, многу модели постојат за вработување на овие лица. Секако тука говорам за вработување на лицата со попреченост после завршувањето на образованието, но овие лица додека го завршат образованието и додека се вработат и во текот на својата работа имаат потреба и од парични надоместоци, но имаат потреба и од помош. Така да, почитувана министерке, нашите забелешки се тука некаде, не би сакала многу да должам. Ќе оставам и на моите колеги да ги кажат своите забелешки, од прилика тука некаде би завршила. Добро е да ги погледнете искуствата во светот. Како го решиле, например, швеѓаните ова прашање? Дали ние како држава можеме да ги вработиме овие асистенти? А зошто да не можеме, кога секојдневно се фрлаат пари за непотребни работи? Ова би било навистина добро решение, државата да ги вработува личните асистенти со некоја пристојна плата и тоа да им биде вработување. Дали може законски некако да им се овозможи во гласно размислувам, јавно-приватно партнерство, па да ги даваат услугите, но тука може би тие ќе ги зголемат своите услуги, ќе ги наплаќаат поскапо, ако е веќе приватна фирма. Така да сметам дека најдобро решение, според мене, е државата да ги вработи. И секако ме интересира дали, да не се повторувам пак, дали направивте анализа заедно со Министерството за образование за образовните асистенти, за децата кои што одат во училиште, имаат веќе обврска законска да ги примаат сите, а да не говорам сега со најавите нови нели за електронски учебници, па каде се тие учебници за потполно слепите лица, деца, каде е брајовото писмо, тоа е веќе тема за друга комисија, но е секако дискриминација која што спаѓа во вашиот ресор, дискриминација на децата од образование која што започна од 1. октомври оваа година. Немањето на пристап до компјутери, тоа трае, се уште децата немаат основни средства за работа компјутер и ќе немаат. Вака како што тргнала она која што претходно го држеше вашиот ресор и која што ја гледаме секојдневно на телевизија, како кажува дека направила бум во Министерството за труд и социјална политика, не може да го заборави, се уште тоа го говори. Се уште не е свесна дека е министерка за образование, а не министерка за труд. Значи, од прилика тука некаде, ќе завршам, би сакала доколку можете, министерке, да ми одговорите на овие мои дилеми. Благодарам.